Додека се изгради ковид центарот во Гевгелија пролонгиран поради проблем со кредит од Светска банка, одделот во кој се вршат прегледи на мигрантите кои илегално се затекнуваат на нашата територија во Гевгелиската болница, се преадаптираше овој дел во дневна болница за пациенти заболени од COVID-19 со полесна клиничка слика. Овој пункт ќе биде наменет за пациенти на кои им е потребна инфузиона терапија. Се примаат дневна терапија и се заменуваат на дома. Значи, тоа е еден вид на домашно лекување, значи дневна болница. Останатиот дел кој што не беше предвиден нели за тестирање се останува. Значи, покрај тоа што се врши тестирање, во него се надгледуваат и се третираат лицата кои се уште недокажани. Значи, земени им се брисови, имаат сомнителни симптоми, меѓутоа додека ги чекаат резултатите од тестирањето, се сместуваат во тој дел и се примаат терапија согласно симптоматологијата која ја пројавуваат. Пациентите со лесна клиничка слика на кои им е потребна терапија со инфузија или тестирани пациенти за кои чекаат резултати, а покажуваат одредени симптоми, ќе се третираат во новиот дел кој има капацитет од 6 болнички кревети, а таму ќе работи медицинска сестра која ќе ја следи ситуацијата на пациентите. Олумчев се надева дека Гевгелија ќе остане стабилна во поглед на новозаразените со оглед на фактот што есенското заладување ќе донесе нови вируси кои ги има секоја година, ама и можност за поголема реадмисија на COVID-19. На случаите кои имаат средно до тешка клиничка слика, меѓутоа се случи тоа што се случи. Ние мора да гледаме малку понапред, бидејќи веќе почнува сезоната на респираторни заболувања, во кој ќе ни влезе и ковидот, и сезонскиот грип, и риновирусите, ќе ни се замешаат и аденовирусите и така натаму, така да ќе имаме една богата респираторна симптоматологија и ние мораме да очекуваме дека ќе имаме малце и поголем број на заболени. Покрај Гевгелија, од минатата седмица Истромичката болница преадаптираше простории за прием на новопозитивниот COVID-19 со полесна клиничка слика. Имено, хирушката амбуланта се дислоцираше во новиот крак на болницата, а во истата се создадоа услови за 15 легла за третман на новопозитивниот вирусот.